Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Почитувани сестри, овој клип е екстра посветен за вас. И слушајте добро што и се случи на една сестра. Со нејзина дозвола, овој клип го објавувам за да кажам како била изманипулирана. Оваа сестра се омажила. Склопила брак со човек кој не бил муслиман. Знаејќи дека е тој муслиман, овој човек ја излажал дека е муслиман, па дури ја венчал и шериетски, па дури добиле и деца, за накрај да дознае дека тој не е муслиман. И секако, таа се разведила од него, тоест се разделиле. Таа ме праша дали направила харам со тоа што се разделила од него. Јас кажав дека таа направила харам што биле заедно, затоа што тој брак е невалиден шериетски. Секоја една жена која што ќе склопи брак, па дури и наречен шериетски, со човек кој не е муслиман, тој брак е невалиден. Не и се. Ова што го кажувам со цел да опоменам на манипулаторите. Оние манипулатори од машка страна, кои што се ќе ви ветат, кои што се ќе направат само за да го добијат она што го сакаат. А ваше е, кога некој ќе ви предложи брак, ако ви предложи лично, вие на тој човек да му кажете дека тој треба да се обрати кај вашиот вали, тоест вашиот старател. Дали е тоа, например, вашиот татко ако е жив, вашиот брат, вашиот чичко, машка, особа која што вам ви е махрем. Сега, таа машка особа, например, вашиот татко како старател, треба добро да се распраша кој е тој човек, а не само туку така да се склопи брак. Лесно е секој да те излаже, ама последиците се тешки. Внимавајте на манипулаторите, затоа што овие мажи кои ги гледате, тоа се само луѓе кои што и тие се грешници, па дури и нека биде муслиман со 5 звезди. Пазете, немојте да правите грешки. Тоа е од мене, ова беше само еден краток насихат, а има за оваа тема многу да се збори. Аллах да ви чува.